Промовирани се 4 нови мерки за отворање работни места и за поттикнување на самовработувањето и креирањето нови бизниси во државата. Дел од овие мерки се реализираат од 2008 година и имаат голема успешност. Во регионот најголем интерес има за самовработувањето. Во моментот има поголема заинтересираност кај младите лица до 29 години, бидејќи младите лица до 29 години има од 2014 година се донесе еден закон со кој секое младо лице што ќе се вработи до 29 години, една година е ослободено од придонесите социјални, значи за пензијско и здравствено осигурување се ослободени, државата ги плаќа, додека се образуваат една година плюс уште една година да бидат задржани на работа на неопределено. Исто така за младите лица до 29 години и за сите што ќе отворат фирма се ослободуваат во рок од 3 години од персоналниот данок на доход. Објавен е огласот за подршка на руралниот развој. Од трите мерки најпривлечна во регионот е онаа за невработените лица помлади од 40 години. Државата дава 10.000 евра неповратни средства за отворање сопствен земјоделски бизнис. Првиот услов е да биде помлад од 40 години, вториот услов е да има фирма, земјоделска фирма или земјоделско стопанство, дали е тоа ДО, дали е ИЗ, дали е земјоделска задрога или друго, не постаро од 18 месеци. Значи, ако ги исполнува тие два услови, треба да се изготви добар бизнис план со добра бизнис идеја, која што ќе даде поддршка во спроведувањето и апликантот може да побара до 600.000 денари неповратни финансиски средства во рок од 3 години. Истекува рокот за пријавување дополнителни приходи за 2014 година. 15 март е последниот ден до кога треба да се поднесат годишните даночни пријави, а годинава секој што добил регрес за годишен одмор ќе мора да го пријави. Од УЈП апелираат граѓаните навреме да ги поднесат своите пријави за дополнителни приходи. Тоа се може да кажеме приходите од плата и регрес за годишен одмор ако ги има и може да ви ги наброиме. Значи, за откуп, за закуп на кирии, авторски права, под договори за дела, остварени добивки од игри на среќа, приходи од откуп на цврст отпјат и лични примања од странство што ги има. Здравствена карта на Виница. За 2 месеци итната медицинска служба интервенирала над повеќе од 1300 пациенти. Од почетокот на годината десетни виничани претрпеле мозочен удар. Срцевите удари се чести, а старосната граница на пациентите опаѓа. Во епидемиолошката служба во Виница за само една недела пристигнале 400 пријави за пациенти со респираторни заболувања. Од тие пациенти што се јавуваат кај нас на прегледи се обично со зголемен крвен притисок, со зголемена срцева болка, мозочни удари имаме, заболување на горни респираторни патишта, заболување на белите дробови. Од тие највеќе се со 10 мозочни удари, кои сите завршени на неврологија штип, најмладиот пациент е 72 генерација. Срцеви удари имаме 20 прегледи, од тие се 3 со срцеви удари, а другите со тахикардија, тахиаритмија. Со покани за вакцинација се информираат родителите кога да го имунизираат своето дете. Со опомена родителите се известуваат доколку рокот за задолжителна вакцинација не се почитува. Родителите кои не ги имунизираат децата се соочуваат со казни. Секторот за внатрешни работи во Штип поднесе кривична пријава против главниот благајник во Штипската клиничка болница, поради сомнение дека сторил кривично дело проневера во службата. Кривична пријава за телесна повреда доби и Делчевчанец заради насилство врз сопругата во нивниот семеен дом. Пријавениот во повеќе наврати во периодот од јануари 2011 до декември 2013 година како главен благајник во јавната здравствена установа Клиничка болница Штип проневерил парични средства на начин што паричните средства ги присвоил од благајната наплатени по основ на полагање на стручен испит, вадење на лекарско уверение за полагање на возачки испит, издавање на лекарски уверенија и препис на документација, со што
проневерил парични средства во наведениот период во вкупен износ од 966.000 на штета на буџетот на јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.